Минатата недела се одржа слушачка промоција на албумот Јоруклук на Елена Христова од Баклава. Публиката првпат имаше можност да го чуе нејзиниот нов, комплетно авторски албум, инспириран од јуручката традиција во Македонија. Твојата промоција на најновиот музички албум, публиката имаше можност да ги слушне твоите нови дела, па ќе ни раскажеш што точно издаде и што ќе може да слушаме летово. Прво да кажам дека се уште се немам опоравено од преубавата промоција која што се случи токму овде во Бифета в Талиџе. Бев почестена од посета на многу музичари, пријатели, професионалци и што колеги, што другари, кои што ми направија вистинска чест и го прославија со мене првото излегување на овој албум. И можам да кажам дека тоа беше моментот каде што тој за прв пат беше исподелен со било кој друг, освен со моите најблиски соработници до сега. Така што беше многу битен момент за мене. Албумот постојано се вртеше тоа на грамофонска плоча со целата опрема и постојано течеше тоа во позадина. Луѓето веќе ги коментираа песните, некои почна веќе да ги пеат и ми се јавува, ми кажа, ми се заврте една песна во глава, да ми ја пуштиш повторно и така натаму. Инаку излезе на ова прекрасна виолетова винил плоча, како и во CD и во дигитално издание. Инаку, инспирацијата за овој албум ми беа јоруците од Источна Македонија, така некако започна. Имав потреба да посветам подолг период на учење од нив. Тоа учење некако конектирање со себе, со она што сум јас. Јоруците се всушност номади. Јоруклук значи номадизам. Да не навлегувам повеќе во нивната приказна, ќе кажам само дека се едни прекрасни луѓе кои што живеат во потпадините на Плачковица, кои што се гостопримливи, имаат многу приказни да раскажат и така истражувајќи многу за нив, собрав еден многу голем материјал, што во физичка форма, што во духовна форма. И ми требаа некои 15 години за да тоа го преточам во албумско музичко издание. Инаку мојата приказна со нив продолжува и ќе трае веројатно целиот живот, ама ова издание ете еден прв физички момент кој што може да се восприема со сите сетила. Да, 15 години се навистина една огромна бројка и многу долг период, така што претпоставувам дека сега за вас ова значи момент кој што сакате гласно да го представите пред сите, па спомнавте дека веќе ги имате и првите реакции од оние кои што биле дел од публиката на самата слушачка промоција. Какви се реакциите од публиката која што веќе на социјалните медиуми може да слушне дел од албумот? Па реакциите се преубави. Тоа ми ласка нормално. Задоволна сум. Луѓето се интересираат и како течеше самиот начин на создавање на овие песни. Можам да кажам дека доста експериментирав, компонирав и вклучував различни стилови на музика кои што се дел од моите музички афинитети. Некои мелодии настанаа спонтано. Публиката го примети тоа, секој си има свој фаворит на песна. Ќе видиме, се уште е рано, се уште е веќе вториот, третиот ден како трае приказната на раѓањето на овој албум. Интересно е тоа што сте се одлучиле за плоча, иако рекла дека е многу ретко, скоро речиси да не постои во новите артисти и во нивната кариера, зошто токму да биде овој албум представен на плоча? Ова е веќе трето мое винил издание. Претходните две се со мојата група, мојот матичен бенд Баклава, со кој што имено да најавам дека оваа година го чествуваме 20 годишниот јубилеј на нашето постоење. Скоро тоа го прославивме со концерт во Куршумлија во рамките на Скопско лето.
Продолжуваме со нашата промоција, тоест 20 годишна кариера концерти, така насловени како 20 годишна постоење. Претходните два албума, тоест четворката и за Скопје со љубов, албумот посветен на Скопје, исто така има винил издание. Така што е трето мое винил издание, прво комплетно авторско, солистичко. Праксата со винил изданија планирам да ја продолжам. За мене тоа битен сегмент, не знам, тоа е реткост, можеби луѓето се зачудени, имаш плоча, имаш винил, ама мислам дека има и винилољупци кои што би сакале да го слушнат ова и многу други. Ги охрабрувам луѓето да почнат да создаваат и винил изданија. Така на тој начин ќе можеме да го имаме оној тактилен, визуелен момент, како и посебниот звук кој што го дава самиот винил. Тоа е едно посебно доживување кое што мислам дека е безвременско. Имаше период кога тотално беше заборавено, но ете го повторно се враќа, за разлика да речеме од касетата и компакт дискот кој што се сепак многу голема реткост сега. Иако нашето издание е се уште на CD, нормално тоа се уште постои. Верувам дека ќе биде тешко да се издвои со оглед на тоа што, како што спомнавте, не сте се уште импресиите слигнати, но од новиот албум можеби омилено парче за вас во моментов кое? За мене многу сакам првата песна, се вика Бајрак, флек или знаме, има на 3 јазика наслов, поради опасно прљавиот ритам валканиот ритам кој што повикува на танцување. Наскоро ќе може да го видите и спотот за таа песна. Го снимав во Истанбул со млад режисер кој што е индонезиец. Имавме интересна соработка со него. Него му беше прво видео, тоест музички запис кој што воопшто го прави видео музички запис. Инаку покрај ова, втора ми е и Елиф, и таа песна многу ја сакам. Ги сакам сите песни, меѓутоа овие и Рш, тоа се 3 песни кои што мене ми се фаворит. Така, значи Бајрак, Рш и Елиф. Благодарам многу за разговорот, па во продолжение ќе имаме можност да слушнеме и дел од песните.